на тема блаженствата. Блаженствата, спомнав минатиот пат дадов вовед, се набројани во 5 глава од Евангелие според Матеј и се дел од проповедта на гората, најпознатата и најдолгата запишана проповед на Исус. Ова проповед, спомнав и минатиот пат, е позната по тоа што изгледа парадоксална, па дури за нас христијаните, и во некои области или текстови дури не изгледа невозможно. Спомнав едно од најпознатите изјави на Исус, каде што Исус вели: ако те удрат по едниот образ, сврти го и другиот. Нам ни звучи ово убаво, нели, ама на пракса тешко кој од нас ќе е спремен да го спроведува. Тешко кој од нас е подготвен да живее на таков начин. Сега, едно од тие парадоксални работи се и самите блаженства. Веќе овде Исус кога набројува кои луѓе се блажени или благословени, срекни во една завидна состојба, тој ги набројува луѓето на кои што ние не би им позавидели. Тука кажува: блажени се тие што плачат, блажени се тие што тагуваат, блажени се тие што ги прогонуваат, блажени се вас кога ве гонат, ве тепат, ве бијат, кога неправедно ве осудуваат. И не велиме: аман Господе, што има убаво по тоа нешто, нели? Но интересно е, ако навлеземе подлабоко во сите овие блаженства, ќе видиме дека навистина треба да сме срекни ако сме броени во оваа група на луѓе. Треба да сме срекни. Може би во моментот не изгледа дека овие луѓе кои што се опишани на ваков начин дека се срекни, но тие се во една блажена или во една состојба која што е богоугодна. Една состојба која што го носи Божиот благослов. Во една состојба за која што Бог вели: јас сум на ваша страна. Ја имат Божјата поддршка. Изгледа чудно, нели, но тоа исто како некој да каже: јас сум гладен, и вие да му речете, или чувствувам глад, и вие да речете: па благословен си ако чувствуваш глад. И тој ќе рече: па како благословен, не би убаво да си најаден. Затоа што има луѓе што не чувствуваат глад. Има луѓе кои што го немат тоа чувство, кои што се патат од таква болест, кои што не чувствуваат глад. Може некој да каже: чувствувам болка. И ти ќе му кажеш: па благословен си ако чувствуваш болка. Затоа што има луѓе што не чувствуваат болка. Еве, лепрата е една таква болест, каде што може целото тело да се распаѓа и да не чувствуваш болка. Затоа, иако изгледа парадоксално, овие работи имат смисла кога ќе навлеземе подлабоко. Минатиот пат зборувавме за тоа дека се благословени оние кои што се бедни по дух. И објаснивме дека се мисли на тоа дека бедни по дух се оние луѓе кои што ја сватиле нивната духовна беда, го сватиле нивниот духовен банкрот, дека самите не можат да се променат, дека самите не можат да станат подобри луѓе. И благословени се тие луѓе кои што го осознале тоа нешто, кои што осознале дека имат потреба од Божја интервенција, дека имат потреба од Божја милост за да станат нешто подобро. А оние кои што сметат: јас сум си супер, за тие луѓе Бог не кажа дека се блажени или благословени. Денеска продолжуваме и ќе ги прочитаме следните две блаженства. И едно од нив ќе го видиме тука во Матеј 5 глава, во 4 стих вели: блажени се оние што плачат, зашто ќе се утешат. И ова блаженство звучи парадоксално. Веќе Исус вели: срекни се оние што плачат. Срекни се оние што тагуваат, оние што жалат. Благословени се, тие се во една привилегирана состојба. Прашањето природно се поставува: како е можно? Зошто? Како Боже, тие што тагуваат ги нарекуваш срекни или благословени? Како може да си во блажена состојба кога си тажен и кога жалиш? Според мене зависи која е причината што жалиш. Зависи поради што жалиш. Овде може да се мисли на секојдневно тагување заради страдања, болка, загуба на некој ближен, катастрофа, беда. Кога човек се наоѓа во една таква состојба, во една таква ситуација, нормално е да жали. Нормално е да тагува кога загуба некој близък, кога се наоѓа во тешка состојба, кога поминува низ болест, кога може би поминува
финансиска криза или некаква катастрофа. И за нив важи ветувањето овде дека еден ден сите тие луѓе ќе бидат утешени, затоа што Библијата ни кажува многу јасно дека ќе дојде ден кога Бог ќе воспостави своето царство на земјата и повеќе ќе нема болести, ќе исчезнат. Сите они што тагуваат ќе бидат утешени. Но според многу теолози, тагувањето во овој стих повеќе се однесува на жалење заради гревот. Кога Исус вели, благословени се оние што жалат овде или што тагуваат, Исус сака да каже, благословени се оние кои што жалат заради гревот во кој што живееле, кои што го препознале својот грев и сега се во состојба на покаяние. Покајанието не мора да вклучува во себе, но најчесто подразбира и тагување, најчесто подразбира жалење, па понекогаш дури и плачење. Нели кога сме осознали некој грев, знаеме да заплакаме гордо пред Бог и да кажеме, Господе, прости ми. Јас тоа што сум го правил не сум бил ни свесен дека е погрешно. И може би најискрениот начин на кање за гревот е кога ние навистина плачеме, кога тагуваме, кога жалиме за направените гревови. Кога човек ќе стигне до една таква состојба да жали затоа што живеел во грев, навистина може да се нарече блажен. Веќе блажен е, благословен е, среќен е оној човек кој што го осознал својот грев и решил да се покае и со тоа нешто да излезе од состојбата на Божиот гнев. Веќе Библијата вели дека оние луѓе кои што се уште живеат во грев, вели се под гневот Божи. За нив се уште стои осудата Божја. И тие луѓе се определени за суд и за вечни маки. Затоа не можеме да кажеме дека оние луѓе што не се каат и што не тагуваат дека се во блажена состојба. Во блажена состојба и блажени се само оние кои што се покајале за своите гревови, кои што се каат и кои што жалат. Во нашите животи има многу постапки за кои што можеме да си дозволиме да се смееме и да се радуваме. Ке се согласите, нели, радостен момент е кога го жениш синот или ќерката. Еве, Трајче покасно ке части, може да дозволиш да споделам. Да, Трајче ке части затоа што ја верија неговата поголема ќерка. Ја регистрира. Да, тие дури и официјално се во брак, нека име честито. Така да, за Трајче е весел момент и нормално е да се радуваме на таков момент. Нормално е да се радуваме кога ќе ни се роди дете. Нормално е да се радуваме кога сме успеале во животот, сме добили напредување на работа, кога сме добиле повисока плата, сме си купиле нов автомобил. Но дали можеш да се радуваш кога ќе извршиш убиство? Нели? Никој од нас не може да се радува. За тоа нешто е редно да тагуваш, не да се радуваш, нели? За такво нешто можеш само да тагуваш. И човек кој што не знае да тагува во една таква состојба, можеме ли да го наречеме блажен? Не. Сигурно правилно може да наречеш блажен. Да. Затоа блажен е само оној човек кој што тагува над извршениот грев. Еве, скоро бевме сведоци и на телевизија беше објавено на едно шокантно убиство на Вања, кој што на 14 години беше убиен. И на голема осуда најде тоа што беше вклучен и незиниот татко, и сите медиуми го проследија тоа кратко видео, тој момент кога таткото влегува таму во судница и тој покажува лајк. Ние си велиме како е можно во една таква состојба ти да кажеш лајк, мек успех. Како можеш да дадеш лајк на едно убиство? За едно такво нешто треба само да ја наведнеш главата и да тагуваш. Ова е значењето на зборот. Сега го сваќате ли како може Исус да каже благословени се оние што тагуваат? Благословен си ако можеш да тагуваш кога си препознал грев. Но ако се радуваш над гревот, како можеш да бидеш благословен? За жал денеска живееме во општество кога вредностите се извршени. Кога оние работи кои што се грефи над кои што треба да тагуваме, општеството не само што не тагува, него ги бара како привилегии, ги бара како човечки права, па дури над некој од нив и се радува.
Денес имаме ситуација каде што оние кои што се занимаваат со проституција го нарекуваат право и барат да се озакони. И гордо излегуваат на улици и маршираат и велат: тоа е наше право, нас ни е тоа убаво. Ние велиме: па чекај, тоа е нешто за кое што не треба да се радуваш, да се гордеш. Порно звездите снимале филмови со еден куп мажи и ги гледат на телевизија и тие ќе добијат за тоа една награда и се радуваат. Се радуваат затоа што спиеле, не знам, со 100 мажи, затоа што ги снимале голи на телевизија како имат сексуален акт. Ние велиме за тоа нешто треба да тагуваш, а не да се радуваш. Или маж извршил прелюба и седи со неговите другари и вели: знаеш ли вчера со која жена бев? Леле, што направив, да знаете. И за тоа нешто се фалат, затоа што успел да биде со некоја жена и да изврши прелюба. Дали треба да се радуваме ако сме растурили нечи брак? На тоа нешто треба да тагуваш, а не да се радуваш. Но живееме во општество кога ние се радуваме ако сме извршили убиство, ако сме ограбиле некого, сме измамиле, ние се радуваме ако сме проневериле, ако сме растуриле некој брак и ние го сметаме тоа за успех. Па дури убиството на неродените деца денеска се смета за привилегија, за човечко право, зборно за абортусот. И кога некој ќе изврши тоа нешто, наместо да тагува, вели: се изчистив, се ослободив, нели, завршивме работа. Сите овие работи се нешта на кои што, ако ние го препознаеме како грех, ние треба да тагуваме. Но за жал, општеството не го препознава. За жал денеска блудот, пороците, коцката, дрогата, алкохолот ги сметат како нешто што е убаво нешто. И луѓето се вторнуваат во тоа нешто без да размислуваат. Проблемот со денешното општество е што денешното општество не знае да тагува над гревот. Не знае да каже: Господе, сгрешив, погрешно е. И се фалат со работи кои што всушност се работи над кои што треба да тагуваме. Еден таков пример всушност ни е опишан во црквата во Коринт. Апостол Павле, кога разбрал што се случува, тој решил да напише писмо до христијаните во Коринт. Замислете, станува збор не за светски луѓе, него за луѓе што одат на црква, за верни луѓе. И помеѓу нив Павле слушнал за човек, вели, разбрал дека некој човек помеѓу вас живее во блуд. И тоа таков блуд што нема дури меѓу паганите, меѓу неверните. Блудство со својата маќа. Павле разбрал дека помеѓу црквата таму, помеѓу нив во црквата има некој момче кој што спие со татковата жена. И вели: а вие наместо да жалите, што вели Павле, вие се гордеете. Тоа е состојбата на денешното општество. На вакви работи Павле вели треба да жалите. Кога ќе слушнете за такви нешта, треба да жалите. Кога ќе слушнете за блуд, за прелюба, за грев, треба да жалиш за такво нешто сорено. Треба да кажеш: о, Господе, биди ни милостив, помагај ни, до каде стигнавме, каде отиде ова општество. А вели вие наместо да жалите, се гордеете. Павле многу убаво кажува дека на кои работи треба да жалиме. Треба да жалиме кога општеството оди во една погрешна насока. Токму и во тој контекст Исус во една прилика, ако читате во Лука 6 глава 25 стих, Исус вели: горко вам кои што се смеете сега, зашто утре ќе плачете. Кои се тие за кои што Исус вели дека се смеат? Оние кои што живеат во греф. Горко вам, вели Исус, кои што сега живеете во греф и се смеете и се радувате, може би угнетувате сиромаси, крадете од нив, убаво вие се смеете, уживате во корупцијата, во гревот, зашто утре ќе плачете. Исус сака да каже: вие треба да плачете сега, треба да жалите заради сторените работи, но вие се смеете. И затоа Исус вели: горко вам. Вие не сте во блажена состојба, не ви завидувам, затоа што за вас предстои судот. Тешко вам, вели Исус. Во книгата Езра, самиот Езра, ако читаме во 10 глава, тој ги исповедаше своите греови, знаете ли како? Плачејки. А народот го следеше неговиот пример. Еве што е запишано. Вели: додека Езра се молеше и ги признаваше гревовите, плачејки и лежејки пред Божиот дом, се собра околу него мноштво израелци, мажи и жени и деца, и народот заедно со него плачеше горко.
Тоа е тажењето за кое што зборува Исус, блажени се тие луѓе кои што на таков начин го оплакуваат гревот и тажат. Затоа што го препознале и тие се каат во тага, во тажење. И не само што е природно и е потребно да плачеме и да тажеме за нашиот грев, кога сме го сториле, наместо да се гордееме, Библијата ни кажува дека за нас христијаните е природно и нормално и треба да тагуваме и кога гледаме дека гревот е присутен и кај другите, во општеството. Исус плакаше над Ерусалим, бидејќи израелскиот народ остана заслепен и не го препозна Спасителот кога тој дојде и продолжи да си живее во грев и во неверие. Ако читаме во Лука 19 глава, вели кога Исус се приближи до Ерусалим и го виде пред себе, што пишува? Заплака за него. Која беше причината што Исус плачеше? Замислете, Исус дојде пред Ерусалим, исто како сега да дојде пред Неготино и го гледа Неготино и почнува да плаче. Треба да не замисли ако Исус почнува да плаче пред Неготино или пред Македонија. Исус заплака кога го виде Ерусалим и ги знаеме зборовите, што ги кажа подоцна. Рече, веднаш потоа, рече, Ерусалиме, Ерусалиме, колку пати сака да ве соберам како квачката што ги собира пилињата, но вие не сакавте. И ете сега домот ќе ви остане пуст. Исус овие зборови сака да каже, јас дојдов за на вас да ви понудам спасение. Јас, вашиот Господар, вашиот Спасител, вашиот Месија, сакам да ве соберам околу мене, да ме прифатите, но вие не ме прифатите, вие ме отфрлите. Вие продолжите да си живеете во гревот. И затоа Исус плачеше над Ерусалим. Плачеше за духовната состојба во која што Ерусалим се роѓеше. За тоа закоравено срце и за тие заслепени очи, кои што не можеа да го препознаат Спасителот. Ако нашиот народ е во истата состојба, ако македонскиот народ е во состојба во која што не го бара Спасителот, си живее во грев, не го бара Исус и живее со закоравено срце и заслепени очи, тогаш и како треба да плачеме над нашата земја. Треба да плачеме не само за нашите гревови кои ќе се покаеме, туку треба да плачеме и за нашиот народ. Може би се прашувате дали тоа е исправно, дали е нормално за Божиот народ да плаче за својот народ, за својата земја, за состојбата во која што се наоѓа во општеството. Ово општество. Во книгата Езекил доаѓа Бог кај овој пророк и му покажува во каква духовна состојба се наоѓа израелскиот народ. И му покажува, вели, погледни во Израел што прават моите свештеници, што прави мојот народ. Се клањат на други богови, се клањат на идоли, живеат во неморал. И знаете што кажува веднаш потоа? Бог му дава заповед на Езекил што треба да направи и ги опишува, значи ги опишал грешните луѓе и ги опишува верните луѓе. Погледнете како ги опишува верните луѓе. Вели, Господ му рече, помини низ градот Ерусалим и обележи ги со знакот тау, челата на сите што тажат и плачат заради гнасотиите што се прават во него. Како се опишани верните луѓе? Кои треба да бидат обележани? Треба да бидат обележани верните луѓе, оние што не сгрешиле. Но гледайте како се опишани. Вели, означи ги со знакот челата на сите што тажат и плачат над гнасотиите. Да ве прашам, ако ние бевме таму, и ако требаше ангел да ги обележи челата на оние што се верни луѓе, ќе се најдевме ли ние во оваа група? Ќе бевме обележани или ние, како верни? Ќе го имавме ли знакот? Знаете ли само под кој услов ќе бевме обележани? Ќе бевме обележани ако ангелот кога поминуваше и ќе го зогледа Горан и ќе рече, ако гледам Горан плаче и таже над гревот што се случува во Македонија, над својот народ. Ја гледам Радка, ја гледам се моли и плаче и таже кога гледа што се случува во Македонија. Ја гледам Калина, Калина плаче и таже кога гледа какви гревови се вршат во Македонија. Значи ангелот кога ќе помине и ќе те наблюдува тебе, ќе може ли да те препознае како дел од овие верни луѓе?
ќе може ли да препознае во твоето срце тага заради гревовите што се вршат во оваа земја? Дали плачеме и кажеме над гревовите над нашиот народ? Понекогаш морам да признам, ќе се ставам себе си и јас во таа група, дека ние знаеме да отрпнеме над гревот. Ме разбирате што сакам да кажам, нели? Гревот станува толку присутен во ова општество што и ние се навикнуваме и го прифаќаме како нешто нормално, како нормална состојба. И престанува гревот веќе да не шокира. Живееме помеѓу луѓето што прават грев, живееме во едно такво општество и почнува да ни станува нормално на нас. И престануваме да плачеме и да тажеме, престануваме да се шокираме над гревот што го врши нашиот народ. Си го сваќаме како нешто нормално. Но ние не смееме да станеме со такви безчувствителни срца. Наша должност е ние да тагуваме и да жалиме и да молиме за овој народ, бидејќи овој народ не го познава Бога и живее во грев. Ние не го осудуваме, не значи дека и ние не сме живееле таков живот. Не значи дека и ние сме совршени. Но гревот во никоја една ситуација не треба да се прославува и да се веселиме над него. Ние сме во блажена состојба само ако сме во таа група на луѓе за кои што Исус вели: блажени сте, блажени се оние што плачат, зашто ќе бидат утешени. Состојбата за која што треба да плачеме е гревот во нашиот живот или гревот во ова општество. Дори самиот апостол Павле во 2 Коринтијаните 12 глава, зборувајќи сега на оваа црква која што се веселеше над младичот што спие со татковата жена, вели: кога ќе дојдам кај вас, да не ме понизи Бог пред вас и да не треба да плачам за мнозина кои што сгрешиле порано, а не се покаяле за нечистотата и блудството и срамотата што ги направиле. Слушайте што вели Павле. Павле вели: планирам да дојдам кај вас, но немојте кога ќе дојдам кај вас, Бог да ме понизи да ме видам во една состојба повторно на грешност, па да мора да плачам за мнозина од вас. Павле кажува дека ако ја начека црквата во таква состојба, тоа ќе го натера да плаче. Ќе плаче за една таква состојба. И вели: немојте да ве начекам во таква состојба. Белки нема кога ќе дојдам да ве фатам како живеете во грев, бидејќи ќе ме натера да плачам. Сега, ако ова се подразбира под блажени се оние што плачат, Исус ни дава и ветување, вели: блажени се оние што плачат, зашто ќе бидат утешени. Прашањето е откаде и како доаѓа утехата. Ако ние сме тие кои што плачеме заради гревот, каде можеме да ја најдеме утехата? Во Светото писмо ни се кажува дека Исус, Месијата, е оној кој што ги утеши скрушените срца. Ако читаме во Исаија 61 глава, 1 стих, таму ни се кажува дека таму имаме ветување за Месијата и ни се кажува дека тој ќе биде наречен утешител. Еден од епитетите, еден од атрибутите на Исус е дека тој е утешител. Христовото доаѓање исто така беше опишано на таков начин. Се сеќавате, еве сега наскоро ќе ни дојде Божик, најчесто пати го читаме тој текст, пишува дека имаше еден стар човек посветен на Бога по име Симеон. Да. И слушайте што пишува за него. Во Лука 2 глава 25 стих вели: во Ерусалим живееше човек по име Симеон, и тоа човек праведен и благочестив, кој ја чекаше Израилевата утеха. На што се однесува овој збор? Израилевата утеха. Што е тоа што Симеон чекаше да се случи? Знаете ли? Исус чекаше да го види раѓањето на Месијата. И Бог преку Светиот Дух му беше објавил дека Исус ќе дојде, или Месијата ќе дојде пред тој да умре. Дека нема тој да умре додека не дојде Спасител. И Симеон имаше привилегијата со своји очи да ја види Израилевата утеха, олицотворена во ликот на Исус, во тоа мало бебе. Исус беше наречен Израилева утеха. Тоа е нашата утеха.
единствено во Него можеме целосно да бидеме утешени. Во Него сме утешени заради нашиот грев, но исто така и за гревот на целото општество. Ние сме свесни дека целосна утеха или потполна утеха нема да најдеме се додека Исус не дојде повторно, затоа што гревот ќе продолжува да биде присутен. И тој е присутен и понатаму во ово општество и дури во еден момент ќе кулминира. Но Библијата ни кажува дека ќе дојде ден кога гревот конечно ќе биде истребен и тогаш ние ќе бидеме целосно утешени. Во книгата Откровение, 7 глава, 17 стих, слушнете што се зборува. Тоа се зборува за времето кога ќе дојде небесното царство, вели, зашто јагнето, кое што е среде престолот, ќе ги паси и ќе ги води јагнијата, нели неговиот народ, на извори на жива вода. И Бог ќе избрише секоја солза од нивните очи. Ете кога целосно ќе бидеме утешени. Амин. Целосната утеха ќе ја добиеме кога Христос повторно ќе дојде. Тогаш гревот целосно ќе биде извршен, нема да постои повеќе грев. И тогаш вели Бог ќе избрише секоја солза од нивните очи. Тоа е ветувањето. Амин.